Во општата оценка на Цивил стои дека изборниот процес во Република Македонија се карактеризира со голем број случаи на нерегуларности и максимална злоупотреба на јавните ресурси. Придружен е изборниот процес со сериозни слабости на избирачкиот список и структурно насилство на повеќе нивоа кои го нарушија демократскиот процес и работата на институциите во целост. Изборната кампања беше остра и непринципиелна, додека повиците на јавни дебати меѓу учесниците во изборната трка владеачката партија ги игнорира веќе подолго време, па така и на овие избори. Кампањите започнаа пред законски определениот рок и се водеа агресивно и во голем дел без бирање средства за дискредитација на политичките ривали. Особено остар и дискредитирачки вокабулар се забележува кај владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Председателските избори меѓу останатото ги одбележа и повикот на Демократска унија за интеграција, дуи албанците да ги бойкотираат председателските избори. Етничките теми уште еднаш станаа доминантни во острите настапи на партиските лидери, особено на владините коалициони партнери. Манипулациите и говорот на омраза беа јасно изразени и присутни во провладините медиуми, како и преку социјалните мрежи, каде говорот на омразата, вулгарностите и грубиот речник се карактеристика на медиумски истакнати апологети на политиките на владеачката партија. Притисокот на владеачката партија врз Цивил преку провладините медиуми и во официјалните соопштенија беше силен, крајно непринципиелен и со заканувачки тон. Се нотира и попречувањето и притисоците врз наблюдувачите на Цивил на деновите на гласање во првиот и вториот круг. Проблемите со избирачкиот список се регистрирани буквално во сите општини во Република Македонија во двата круга на изборите. Оваа системска аномалија фрли сериозна сенка на изборниот процес во целина. Проблемите се манифестираа на различни начини. Например, голем е бројот на случаи кога гласачите можеле да гласаат за парламентарни, а ги немало на списокот за председателски и обратно. Голем број извештаи говорат за гласачи кои не се нашле на избирачкиот список. Еден дел од нив јавуваат дека се нашле на онлайн верзијата на избирачкиот список, но не биле таму кога отишле да гласаат во избирачкото место. Нотирани се бројни случаи каде гласачи кои гласале за парламентарни избори во една општина ги насочуваат да гласаат на председателски во друга општина. Фантомски гласачи и починати лица се откриени и нотирани од наблюдувачите на Цивил и тоа во Кисела вода, Центар, Аеродром, Ресен и Охрид. Што се однесува до злоупотребата на јавните ресурси. Границата меѓу институциите и партиите беше избришана во потполност. Цивил евидентира невидена злоупотреба на институциите, администрацијата и сите расположливи ресурси во овој период од страна на владеачките партии пред се од ВМРО-ДПМНЕ насекаде низ земјата. Списоци со сигурни гласачи, задолжително присуство на партиски конвенции, агресивна партиска агитација и активизам, евиденција на гласачи на денот на гласањето се само дел од редовните партиски обврски кои вработените во администрацијата на сите нивоа и во текот на целиот изборен процес, вклучително и на деновите на гласање, кога нескриено се кршеше изборниот молк на секаде во земјата. Ни ДУИ како коалиционен партнер во власта не се воздржуваше од ваквата злоупотреба во општините каде живеат албанци. Злоупотребата на јавните ресурси се нотира и од страна на новоформираната ГРОМ во општина Карпош, како и од страна на СДСМ во општина Куманово. Подкуп на гласачи. Речиси низ целата земја се вршеше подкуп на гласачи. Нашите наблюдувачи известуваат за давање по 500 денари за председателски и 500 денари за парламентарни избори од страна на членови на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е нотирано во Струмица, Свети Николе, Кочани, Кичево и неколку други општини во првиот круг на гласањето, за што дополнително ќе известиме. На многу места тие биле и организирано превезувани до гласачките места. Забележани се и случаи кога не се давале пари на рака, туку материјални добра, но и ваучери за во продавници. Во Свети Николе, например,
На подкупените гласачи им се овозможило да испазарат за 2000 денари во маалската продавница. Во текот на кампањата имаше и вработувања и ветувања за вработување. Наблюдувачи на Цивил го истражија случајот со вработувањата во Југохром пред самите избори. Вработените во овој комбинат ни тврдат дека се под силен притисок да гласаат за владеачката партија. Превоз на гласачи и собирање лични карти е нашето следно видување на дел од изборниот процес и се зборува за тоа дека партиски активисти на ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА превезуваа гласачи со најразлични превозни средства, вклучувајќи и еден трактор. Возилата во Шуто Оризари беа обележани со партиски символи на ВМРО ДПМН. Се нотираат и случаи во кои гласачите биле под различни видови принуда. Лични карти од гласачи биле прибирани од полицијата или од партиски активисти на ВМРО ДПМН со цел да се обезбеди сигурно гласање во општините Шуто Оризари, Кисела Вода, Битола и Струмица. Превоз на гласачи е нотиран и во општините Кичево, Ресен, Старонагоричане, Радовиш, Велес, Демиркапија, Гевгелија, Свети Николе, Кочани, Аеродром и Гази Баба. Во Аеродром и Гази Баба забележани се колони од по 20 и повеќе возила полни со гласачи.